Саботно издание на дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер. На самиот почеток и вечерва проследуваме дел од главните настани на денот. Состанок на кризниот штаб. Се чистат критичните места на Кочанска река и Брегалница. Уште рано изутрина тешка механизација е поставена. Заради заштита на населението, доставени сидрејки со песок. ИСАР ги известува граѓаните дека водата од водоснабдителниот систем е безбедна за пиење. Шпекулациите дека водата не е за пиење се тотално измислени и невистинити. Социјалдемократите повторно се обвинени до јавното предпријатие ИСАР за неисполнувањето на ветувањето за реконструкција на старата и дотраена канализација во населба Македонка. Обилните врнежи си го направија своето. Изминатите 2 дена нивото на водите на брана Калиманци и на река Брегалница се покачени. На критичното место попладнево беше колешката Тања Велкова. Да ги проследиме нејзините информации. Се наоѓаме на местото на вливот на река Злетовица во Брегалница, кај ободниот канал кај Уларци, каде што е најкритична точка за можни изливања на река и за можни поплави на земјоделско земјиште. Инаку се работи на повеќе места во општината Кочани и Чешиново Облешево. За Кочанска река се чисти каналот кај Облешево, а исто така се работи и на отворења процеп кај Чифлик, за да може да истече водата во Брегалница и да се заштити населението и стоката. На друго место каде што се чисти, направен е насип на спречување на водата на Брегалница за да не влезе во селото Чифлик, а исто така се прави и запнување на наводнителниот канал за да се спречи навлегување на река Брегалница кај Чешиново. Кај место каде што се наоѓаме, исто така машина работи на река Злетовица кај Уларци за да се спречи влегувањето на водата во населените места. Инаку дотокот на вода, односно излевањето или преливот на браната Калиманци и на браната Градче е некаде над 4 метри кубни во секунда вода, што значи дека со обилните врнежи кои следуваат во текот на попладневните часови и во текот на утрешниот ден се до вторник се очекуваат и поплави на земјоделско земјиште, но за да се спречат поплавите на населението како што беше ланската година, да не се случат ланските поплави, обезбедени се над околу 5000 вреќи со песок за поголемите општини, станува збор за Кочани и за Штип, а 2000 вреќи за Чешиново, Облешево и Карбинци, односно помалите општини. Денешните организирани превземани мерки за справување со состојбата беа конкретизирани на вчерашната средба на кризниот штаб. Градоначалниците од Источниот регион заедно со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски заседаваа во Кочани. Регионалното координативно тело на кризниот штаб синоќа одржа состанок за евентуалните поплави кои може да се случат во наредните денови, кога се очекува поинтензивни врнежи од дожд кои би достигнале некаде околу 50 литри во секунда. На состанокот присуствуваа градоначалниците на општините од Источниот регион Кочани, Штип, Карбинци и Чешиново Облешево, директорот на АД Водостопанство Ромео Тренов и заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски. Се разговараше за можните ризици со евентуално зголемување на водата во браните Калиманци и Градче, чиј доток на вода во моментов изнесува 3 до 4 метри кубни во секунда. Во моментот дотокот на вода е некаде околу 3 до 4 метри кубни во секунда на прелив, а на испуст е 18 метри кубни во секунда. И исто така критична е браната Градче, која што исто така прелива со 3 до 4 метри кубни во секунда и со 1,1 метар во секунда од долниот испуст, што значи дека имаме веќе алармантна состојба. Заради таа цел, ние се состанавме и ги утврдивме најпрво критичните точки, како што се Прибачево, исто така Горни и Долни Подлог, Грдовци и Мојанце, кои што се наоѓаат на Оризарска река, Горни Подлог и Долни Подлог на Кочанска река. 2 касеничари багери ќе бидат доставени на општина Кочани да започне со активности заради
превентивно действување и затварање на одредени процепи кои што се јавуваат на Кочанска река. Исто така тоа се однесува и за одредени процепи, заштита на одредени процепи или обезбедување на речното корито на Оризарска река, со што би се спасиле земјоделските површини, пред се населението од Грдовци и од Мојанце. Понатаму критични точки кои што ги утврдивме и кои што беа во моментот поплавени се село Облешево, Чешиново и Кучичино и село Чифлик. И од тој аспект исто така договоривме ангажирање на дополнителна механизација, бидејќи постои одредена механизација, меѓутоа ќе се зајакне капацитетот со механизација и ќе се излезе на терен и ќе се действува токму на овие места кои што се критични за да може да се заштитат што е можно повеќе делови на тој потек и нормално да се заштита што е можно повеќе земјоделски површини, а исто така и да се заштити населението кое што е приоритет. Заменик министерот Костадиновски упати препорака до земјоделците и сточарите и до населението кои што имаат сопствени домови покрај споменатите критични места и во непосредна близина на речните корите на Кочанска, Оризарска река и Брегалница, да во случај на поголем водостој и недоаѓање на водите да се евакуираат и да се дислоцира стоката на повисоки места. Најпогодено во моментов е населеното место Теранци. Нешто што е критично и кое што е очигледно и најпогодено во моментот е населеното место Теранци, кое што исто така водите се прелеа на патот и е отсечено од комуникација во делот на Облешево со село Теранци. И во таа насока утре будно ќе ја следиме состојбата и нормално ќе реагираме доколку настанат некои поголеми надоаѓања на вода или доколку постои поголем ризик од прелевање на поголема количина на вода. Во Штип критична точка е населеното место Караорман, каде што се работи на расчистување и зајакнување на коритото на река Брегалница во должина од 200 до 300 метри, а се работи и на зајакнување на речното корито на реката кај Ново село и поставување на вреки со песок заради безбедност и заштита на населението. Инаку, обезбедено е и 10.000 литри минерална вода за населението од општините Штип и Чешиново, за да бидат достапни за училиштата, градинките и останатото население. Од кризниот штаб истакнаа дека и понатаму будно ја следат состојбата и се реагира соодветно на терен. Екипите на јавното предпријатие Македонија Пат ги расчистија слечиштата на патот Кочани Делчево. Поради врнежите од дожд и можноста од повторно активирање на слечиштата од превентивни причини, патниот правец Кочани Делчево останува затворен за сообраќај. Сообраќајот е пренасочен преку Виница Смојмирово Делчево. Вчера од 17 часот општинскиот пат Долни Подлог Облешево пред Кочанска река е во прекин поради прокопан коловоз и е направен канал за одводнување на надојдена атмосферска вода од врнежи на дожд. Поради одрани на патот на Виничка раскрсница помеѓу Истибања и Калиманци, блокиран е сообраќајот во двата правца и се пренасочува преку Виница. Јавното предпријатие ИСАР ги известува граѓаните во општина Штип дека водата од водоснабдителниот систем е безбедна за пиење. Шпекулациите дека водата не е за пиење се тотално измислени и невистинити. Водата е бактериолошки и хемиски исправна за пиење. Доколку има некои промени, населението навреме ќе биде известено. На денешната пресконференција социјалдемократите повторно се обвинени до Штипското јавно предпријатие ИСАР за неисполнување на ветувањето за реконструкција на старата и дотраена канализација во населба Македонка. Директорот на јавното предпријатие ИСАР со одговор дека реконструкцијата е во тек. Зошто не е реконструирана канализационата мрежа во населба Македонка? На денешната пресконференција социјалдемократите повторно се обвинени до Штипското јавно предпријатие ИСАР за неисполнувањето на ветувањето за реконструкција на старата и дотраена канализација во оваа населба. Дека налагата и се кратки нозете, говори состојбата во која што денес се наоѓаат стотина семејства од Штипската населба Македонка. Старата и дотраена канализација
Само за една година во неколку наврати се излеваше во домовите на граѓаните, нанесувајќи им материјални штети, како и опасност од ширење на заразни заболувања. Но локалната власт, предводена од ВМРО ДПМНЕ, како и директорот на јавното предпријатие ИСАР, Ангел Бојаџиев, наместо да се заложат за трајно решавање на проблемот на овие граѓани, повторно се одлучија да ги манипулираат, вадејќи ги машините на терен, со кои што наводно ќе се чисти канализацијата. Иако добро знаат дека таа е дотраена и нефункционална. Директорот на ИСАР со одговор дека за 21 дена сите жители ќе бидат приклучени во канализациониот систем и истите ќе имаат можност за плаќање на рати. Злосторникот секогаш се враќа на местото на злосторството. Така и денес СДСМ дојде овде во населје, каде кога беа на власт не закова ниту еден клинец, не направи ниту едно дело, не оставија за себе трак. Ако земеме еден бел лист хартија, ќе видиме дека и го поделиме на две, ќе видиме дека ако запишеме што има направено локалната власт моментално на чело со ВМРО ДПМНЕ, што има направено СДСМ, ќе видиме дека нивната страна ќе остане празна. Ние, како локална власт, овде го комплетно реновиравме целото училиште. Поставивме нова канализациона мрежа, главна канализациона мрежа веќе е поставена, а со приклучоците, со граѓаните започнуваме веќе од понеделник. За 20 дена сите граѓани ќе бидат вклучени во канализационот систем. Ние направивме договор со граѓаните дека можат приклучокот да го платат на 8 рати. Плаќајќи ја првата рата ќе започнеме веднаш со приклучување. Веќе граѓаните го направија тоа и ние од понеделник почнуваме со приклучување. Освен ова, Бојаџиев им вети на жителите од оваа населба дека ќе бидат вклучени во водоводниот систем на јавното предпријатие ИСАР и дека техничката вода, што во моментот ја користат, ќе биде заменета со здрава вода за пиење. Нов генерален урбанистички план наскоро ќе добие општина Штип. Последните измени во генералниот урбанистички план биле направени во 1999 година. Изработката и донесувањето на генералниот урбанистички план на општина Штип зависеше од студијата за водоснабдување на Македонија. Со оваа студија беше предвидено во непосредна близина на Штип да има езеро Јагмулар, чија кота беше повисока од фактичката состојба и на тој начин се поплавувале одредени делови од градот. Езерото Јагмулар постои само на хартија, а и во иднина нема да биде направено, за да може да се изработи новиот ГУП. Се направи нова студија во која се намали котата на езерото. Ово изготвување на оваа студија е доста скапо, некаде кошташе околу 200.000 евра, па така градоначалникот се заложи да тоа го направи владата, да ги вложи тие пари и да ја направи студијата, за да можеме да продолжиме со изготвувањето на ГУПот. Сега, деновиве пред неколку дена, веќе студијата е прифатена, излезено е во службен весник, дека котата на браната Јагмулар се намалува за 10 метра, со тоа деловите од нашиот град веќе не се поплавуваат, тоа е делот некаде кај Ново село и Кежевица, така да може да се отпочне со ГУПот. Некои делови од генералниот урбанистички план веќе се готови од страна на фирмата која го изработува планот, а останатите делови ќе ги подготви општина Штип и ќе им бидат доставени за комплетно да го изработат. Кога ќе биде усвоен новиот генерален урбанистички план ќе зависи од одлуката на Министерството за транспорт и врски. Сите урбанистички планови, деталните, а посебно генералниот урбанистички план, имаат посебни процедури. Тоа се долготрајни постапки кои што зависат од време трајање. Значи, кога се донесе една, па имаме 15 дена за време, па имаме 20 дена, така да време трајањето е подолго. Изготвувањето ќе биде, значи, јас се надевам дека ние за 6 месеца ќе ги изготвиме првите првите моменти, првите делови од генералниот урбанистички план. Меѓутоа, донесувањето зависи се во главном од тоа како ќе се усвојуваат и како ќе се прифаќаат сите тие наши документи во Министерството за транспорт и врски. Донесувањето на новиот генерален урбанистички план е од големо значење за жителите на општина Штип, затоа што тој е кочница за измена и донесување на деталните урбанистички планови, поради сообраќајните решенија кои биле предвидени во стариот план. Последните измени во генералниот урбанистички план биле направени во 1999 година. Од тогаш па до денес, општина Штип нема донесено нов генерален урбанистички план.
Мостот на река Брегалница кај Зрновци ќе се поправа со европски пари, како еден од 8 инфраструктурни проекти финансиран од програмата на Европската Унија за санирање на штетите од поплавите. Тендерската постапка е завршена, а градежните работи за негова изградба ќе започнат во почетокот на јуни. Обезбедени се финансиските средства за изградба на целосно нов мост на река Брегалница кај Зрновци. Се работи за средства од 1,5 милиони денари, со кој ќе се изгради овој мост кој представува главна артерија што ја поврзува општината Зрновци со градот Кочани. Изграден пред повеќе од половина век, за време на поплавите во февруари 2015, мостот беше сериозно оштетен, поради што е ставена забрана за преминување. Во моментов мостот се користи само за минување на пешаци и лесни коли. Тендерската постапка за негова изградба е започната и се очекува градежните работи да започнат во почетокот на јуни. Очекувам дека навистина ќе се најде изведувач кој што ќе може да одговори на потребите и ќе започнеме конечно и со градбата. Значи се работи за целосно нов мост, а кој што ќе биде модерен, современ, широк мост. Предвидено е постоечкиот мост да биде срушен, на истата локација да биде изграден новиот мост. Јас исто така се надевам дека ќе најдеме решение и околу поставување на алтернативен мост кој што ќе може да го служат граѓаните со цел да не мораат да патуваат преку регионалниот пат Зрновци-Виница, Виница-Кочани, бидејќи познато е дека оваа делница е подалеку за околу 20 километри. По поплавите и оштетувањето на мостот, жителите на Зрновци го користеа алтернативниот пат, подолг за 20 на километри. Инаку, од Зрновци за Кочани и обратно секојдневно патуваат околу 600 лица. Најголем дел од нив се ученици и вработени. Парите за изградба се обезбедени од Европската Унија преку програмата за санирање на штетите од поплавите. Мостот ќе биде изграден за 1 година според принципите да се изгради подобро, според модерни градежни стандарди кои ќе го направат поцврст и поотпорен на поплави. Ткаените производи од вредните раце на малешевските жени се продаваат на светските пазари. Со подршка на Американската агенција за ракотворби АТА, жените од Сдруженијето на жени ткајачи Серафим успеале да ја зачуваат традицијата на обработување на волна и памук со традиционален разбој. Волнени производи, ткаени од вредните раце на малешевките жени, стигнаа и до америчкиот, холандскиот и германскиот пазар. 50 на жени од Малешевијата обединети како Сдружение на жени Малешевки Серафим ја оживеале и веќе 15 на години ја одржуваат традицијата на ткање со обработка на волна и чист памук. Единствено што ме поттикна е бидејќи Малешевијата располага со ресурси на сточарство, многу жени остана без работа, при што моравме како жени домакинки да продолжиме да допринесуваме во екзистенцијата и одржувањето на семејството, бидејќи малешевската жена е позната во изработката на килими, ние започнавме да ја продолжуваме традицијата на ткаење, пред се, значи како што речов, искористувањето на волната, која низ традицијата и низ современиот начин на живење беше занемарена и неупотреблива. Тоа го изработувам од 95-та година, кога сам ошла на пензија. И ден денеска ја имам на разбое, гледате. И секојаш со смерак го това работа. Што најчесто изработувате и што најмногу бараат? Тие чергичињата од чист памук што се, они се највеќе продаваа. И се сама што сам си сработила, без ничија помош. Поттикнати од Американската агенција за ракотворби АТА, жените од Малешевијата го прошириле своето производство и нивните производи станале барани и препознатливи на светските пазари. 2001 година со помош на Америчката агенција АТА и обуките кои ги спроведуваше со насоки
бидејќи обуката траеше некаде околу 5 години, ние успеевме да изработуваме производи кои навоѓаат примена во современиот начин и за облека и за опрема. Па во овој случај, значи, започнавме да произведуваме одредени предмети како подметачи за америчкиот пазар, значи, одредени предмети како торби, чорапи, шалови, подметачи за кучиња, за мачки, значи се тоа што е современиот начин на живење го употребува и на тој начин, значи, добивме одредени производи кои ги усовршивме и кои наоѓаат примена не само на америчкиот пазар, значи во соработка со понатамошниот начин на развој преку Холандија, преку Германија, останалите агенции за ракотворби се умреживме и на тој начин, значи, успеавме да изработуваме производи кои ги бараат на пазарот. Жените малешевки порачуваат дека традицијата не смее да се заборави, бидејќи тие успеале низ ветрометнината и на војни и на други потешки услови до сега да ја зачуваат оваа традиција, па затоа сега единствено во Малешевијата на едно место можат да се најдат стилизирани ракотворби, ткаени на разбој, плетени, везени или филцувани. Втора обука како дел од проектот Пат кон кариера се одржа во Кочани, наменет за жените ромки преку кои се стекнуваат со одредени знаења што ќе им послужат за нивно полесно вработување. Го реализира невладината Камо Делчево и Македонската развојна фондација за предпријатија. Втора обука како дел од проектот на невладината Камо Делчево која работи на полето на подобрување на процентот на вработување на жената ромка. Македонската развојна фондација заедно со Камо Делчево и Сојузот на стопански комори на Македонија го спроведуваат проектот Пат кон кариера, финансиран од Европската унија во рамките на ИПА компонентата за развој на човечки ресурси. Со овој проект се обидуваме на невработени жени кои сакаат да бидат вработени или да се само вработат, да бидат поддржани со различни инструменти како практична работа, обуки за технички вештини, обуки за предприемништво, со цел да се ги зголемат можностите за самовработување или за вработување на пазарот на труд, бидејќи знаеме дека жените во принцип се соочуваат со кај нив невработеноста е поголема, тие одредени социјални индикатори за социјална состојба се полоши, така да со фокусот на вработувањето се претпоставува дека и со само вработувањето дека се подобрува економската состојба и на жените и на нивните семејства. Ова е втор проект од ваков тип и се имплементира во 8 општини во Македонија, меѓу кои Кочани. Поделен е во неколку обуки кои се однесуваат на практиканство и предприемништво, преку кои им се нуди на жените да одат на пракса во фирми кои се од нивен интерес, со цел да се стекнат со вештини што ќе им овозможат полесно вработување. Проштевај и нека ти е простено. Со овие зборови утре православните христијани го одбележуваат големиот христијански празник Прочка. Празник кој во секој дел од Македонија се одбележува на различни начини. Со портокал и добра волја. Прочка е денот кога секој кој мисли дека сгрешил некому треба да побара прошка. Ова според православието е најголемиот чин кој секој може да го направи, пред се за свое добро. Треба да се измират со сите своји пријатели и блиски, че да се отиде кај секој оној каде што сме сгрешили или ни сгрешили, да побараме прошка и да опростиме. Традицијата поврзана со прочка е различна во различни краеви во Македонија. Во Источна Македонија портокалот е показател на искреноста со која се бара простувањето. И откако ќе се посетат сите на кои сме им грешеле, се седнува дома на обилен ручек. За прочка, баклавата е задолжителна во секој дом на православните христијани. За некои други краишта, пред се во западниот дел од Македонија, е карактеристичен обичајот амкање на јајца. Тоа значи дека невозрастниот член после ручекот или вечерата врзува варено јајце на конец и сите присутни се обидуваат да го грзнат јајцето.
А овој обичај заради тоа што сметаат дека на тој начин луѓето ќе бидат заштитени од разни болести на зъбите, дека зъбите ќе им бидат бели и здрави како што е здраво и бело јајцето. На прочка не се оди на гробишта, затоа е одреден денот за душница. Би напоменал дека во недела на прочка воопшто е забрането да се оди на гробиште, бидејќи саботата пред прочка, во месопусната сабота, беше за душница, кога требаше да се посетат гробовите на покојните и да се произнесат молитвите за нивните души. А дека на прочка не се оди на гробиште, туку се оди кај живите да се побара прошка и да се даде прошка. Од понеделник или чист понеделник започнуваат великденските пости. Чист понеделник е наречен, бидејќи тогаш генерално треба да се исчисти целиот дом, а посебно садевите за јадење од мрсните наслаги. Најмалку 16 лица, меѓу кои 4-годишно момче, загинаа во поплавите или згањето на земјиштето, предизвикани од поројните дождови во Сао Пауло, соопштија денеска бразилските вести. Капетанот на противпожарната бригада на Сао Пауло, Маркос Палумбо, изјави дека лизгањето на земјиштето уништило неколку куќи и усмртило 9 лица во градот Франциско Морато и 4 лица во Марипори, каде е пријавено исчезнување на уште 8 лица. Поради поројниот дожд, кој почна ноќеска да врне, затворен на 6 часа, беше меѓународниот аеродром во Сао Пауло, а неколку часа не работеше ниту службата за патнички возови. Турската полиција испука солзавец за да ги растера демонстрантите, кои синоќа се собра да ја одбележат 2 годишнината од смртта на тинејџерот, која ја мобилизираше опозицијата против председателот Реџеп Тајип Ердоган. Полицијата и демонстрантите се судрија во Истанбул. Демонстрантите фрлаа камења и молотови коктели, а полицијата возврати со солзавец. Членовите на српската влада, предводени од премиерот Александар Вучик, утрово положија венци на спомен плочата во седиштето на владата, на местото каде беше убиен Џинџич. Денеска се навршуваат 13 години откако при влегувањето во зградата на владата на Србија беше убиен првиот демократски избран премиер на Србија и лидер на Демократската партија Зоран Џинџич. Поради организирање на убиство на премиерот, на 40 години затвор осуден е поранешниот командант на специјалните полициски единици Црвени баретки Милорад Улемек. На иста казна осуден и Звездан Јовановиќ, непосреден извршувач на убиството и поранешен заменик на Улемек. Политичката позадина на убиството на Џинџич се уште не е позната. Утре на 6 стадиони ширум истокот започнува пролетниот дел од првенството во третата фудбалска лига Исток. Во рамки на 12-тото коло, со почеток во 14 часот, Делчевска Брегалница ја пречекува екипата на Карбинци. Домакините кои се наоѓаат во горниот дел на табелата по добрите подготвителни надпревари во кои забележаа 3 победи и 1 пораз, сигурно ќе атакуваат на 3 бода, додека пак тимот од Карбинци кој се бори за опстанок, повеќе од сигурно е дека нема лесно да се предаде на мечот. Во останатите надпревари Осогово од Кочани е пред тешко гостување кај традиционално незгодниот противник од Свети Николе Овчеполе. Со големо внимание исто така ќе биде следен и надпреварот кој ќе се игра во Радово помеѓу Напредок Здраве Радово и Плачковиц, лидерот на табелата по првиот дел од сезоната. На останатите надпревари Слога Виница му гостува на тимот на Работник Лозово. Беласица е домакин во дуелот со Саса од Македонска Каменица, додека во последниот надпревар Академија Пандев ќе се сретне со тимот на Штипски баби. Универзитетот Гоце Делчев и оваа година организира универзитетски спортски лиги во кои учествуваат студентите. Сите студенти ќе учествуваат во следниве лиги: Лига во баскет, мажи и жени, Лига во одбојка, Лига во пинг-понг, Лига во ракомет. Надпреварите ќе се одржат во период од 15 до 25 март. По завршувањето на спортските лиги, Универзитетот Гоце Делчев во соработка со Велосипедската федерација на Македонија организира и велосипедска трка под мотото со велосипед на факултет, која ќе се одржи на 27 март.
По спортските вести ми преостанува уште да ви се заблагодарам на вниманието и да ви посакам пријатна вечер со програмата на Канал Плюс телевизија.